21-иот ден на месецот Рамазан, кој се одбележува како ден кога пророкот Мухамед после 8 години откако беше истеран од својот роден крај Мека, повторно се враќа назад. Битолското муфтиство го одбележа со трибина на тема ослободувањето на Мека, која се одржа во дворот на Хајдар Кади џамија. На трибината, освен големиот број верници, присуствуваа и гости од исламската верска заедница на Македонија. Тоа е одбележен историски датум за сите муслимани во целиот свет и 21 Рамазан муслиманите го паметат како ден на ослободување на Мека. Ослободување на Мека не на некој начин воен или слично, него ослободување на Мека со тоа што пророкот се враќа во родниот крај и тука ја всадува правилната вера. Исто така, во овде е битно да се напомене дека кога влегува во самиот град Мека пророкот Мухамед со над 10.000 приврзаници негови, луѓето нормално дека се малку исплашени, да не се случи со нив нешто, но тој вели историски запамтени зборови, запишани во историјата: јас сум од Бога, од Алла испратен милост, денес опростувам секому и никој нема да биде казнет или на никој нема да му се одмаздам, иако пред тоа имаше многу лошо работи направени на самиот пророк и на сите други верници. На трибината пред присутните говореше професорот Аџотин Бислими како и Шабан Сулеймани, и двајцата професори на Факултетот за исламски науки. Сме во Битола, делегација од Ријасетот на Исламска верска заедница повод денот на ослободувањето на Мека, ако е случност се случувало во овој свети месец, во 20-тиот ден на Рамазанот, па и по овој повод ќе имаме уште една трибина, ќе се одвива во насока на ослободувањето на Мека. Всушност, целата поента на ова е дополнувањето или извршувањето на целосната мисија на пророкот Мухамед, а тоа е да се врати, да се очисти центарот на единството Божје, тоа е во Кабата. По повод светиот месец Рамазан, представници од Комисијата од Исламска верска заедница синоќа присуствуваа во Битола, кои ги посетија верниците низ џамиите во градот, а исто така присуствува и на вечерната молитва која започна во 22 часот.